Утрински стихови од Библијата. 20 август. Ние сме откупени преку неговата крв. Во кого имаме откуп преку неговата крв, прошка на гревовите според богатството на неговата благодат. Ефесјаните 1:7. Ние преку гревот сме западнале во неприродна состојба. И силата што ќе не врати мора да биде надприродна, инаку ќе нема никаква вредност. Постои само една сила која може да ја скрши моќта на злото во човечкото срце, а тоа е Божјата сила во Исуса Христа. Само со крвта на распнатиот можеме да се очистиме од гревот. Единствено неговата благодат може да не оспособи да се спротиставиме и да ги покориме склоностите на нашата падната природа. Спиритистичките теории за Бога ја отфрлаат оваа сила на делување. Ако Бог е суштество што проникнува во целата природа, тогаш тој е во сите луѓе. И за да се постигне светост, човекот не треба да направи ништо друго, туку само да ја развива силата што е во него. Вие можете да ја стекнете наградата на победникот и да стоите пред Христовиот престол со песна на благодарност во денот кога тој ќе ги повика своите светии. Но облеките на својот карактер морате да ги исперете во крвта на јагнето и морате да се покриете со милосрдие како со плашт, за да се најдете без дамка и без мана. Јован вели: потоа видов, и ете мноштво народ кое никој не може да го изброи, од сите јазици, и колена, и народи, и племиња. Тие стоја пред престолот и пред јагнето, облечени во бела облека и со палмови гранчиња во рацете. И воскликнаа со силен глас, велејки: за спасението наше, слава на нашиот Бог, кој седи на престолот и на јагнето. Тоа се оние што дојдоа од големи маки и ги испраа облеките своји и ги избелија во крвта на јагнето. И нема веќе да огладнат, ниту пак да ожеднат, нив нема да ги пече сонцето и никаква горештина.